Професорите од училиште Димитар Влахов ја презентираа својата струка. По нивната презентација ја поделија во 3 групи. Првата група имаш за задача сензорска анализа на чоколадата, додека втората група ги пресметуваше калориите во чоколадата, а третата група во која учествував и јас имаше за задача проверка на супстанциите кои се содржат во флашираната вода, како и во водата од чешмата и во водата од чешмата со помош на електролиза. Тоа се дел од активностите што полуматурантите како Димитар ги имале со професорите од средното училиште Димитар Влахов од Струмица. За да ги презентираат различните струки и профили што ги имаат во ова средно училиште, професорите организираа креативни работилници и се обидоа да им представат на полуматурантите што практично би изучувале во нивното училиште. Ова година решивме нешто да измениме, посебно она што се вели да им се доближиме на децата и ова работилница е се со цел ние да постигнеме и презентација на училиштето и едукативно да делуваме на учениците во основните училишта. И навистина денес сум многу задоволна бидејќи од сите 4 основни училишта ни дојдоа по 6 и 7 ученици и освен тоа што ги слушаа нашите предавања, изработија 3 видови вежби во однос на она што ние на нас и основната дејност храната. И учениците дружеа меѓу себе, а и ние со нив и мислам дека направивме еден исчекор напред во однос на она што беше порано. Средните училишта се трудат да понудат повеќе новини и поатрактивни смерови за да ги привлечат идните средношколци. Професорката Бајрактарова вели дека се трудат да бидат современи и динамични и да го следат времето во кое живеат младите. Многу работиме на оваа компонента, не сакаме да застанеме на она што се викаше класичен наставник, постојано работиме на наше усовршување и постојано се размислува како и што треба да направиме во однос на она како да привлечеме повеќе ученици. Факт е дека ни се намалуваат бројката на ученици, на деца во општината. Ние сме тие што треба да ги заинтересираме, да правиме многу различни испитувања и анализи како и што се да направиме и навистина преку различни методи сакаме да се усовремениме и да привлечеме повеќе ученици. Факт е дека и ова работилница денес е нешто новина за наше училиште и пошироко. А освен тоа сега што го правиме последните 2 месеци и ќе ги правиме и до крајот на учебната година, сметам дека училиштето работи и на други видови на активности. Средното училиште Димитар Влахов во идната учебна година може да прими 379 ученици во прва година.